недела поред Македонија тагува и жали по трагичната несреќа, по трагичниот пожар кој што се случи на 16 март во неделата наутро во дискотеката Пулс во Кочани. Трагедија која што не само Кочани, туку ја потресе и целата држава. Сите не остави шокирани, потресени и занемени. Токму за последиците од еден ваков колективен шок, од колективната тага, осаменост, чувството на неизвестност и страв, решивме да проговориме малку повеќе во ова издание од своја страна со психолог Цветанка Бурзевска, психолог и гешталт психотерапевт. Цветанка, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна и дел од овие тешки мигови, како за Кочани, така и за Македонија, така и за сите оние кои што прерано ги испратија своите деца, за настраданите, за повредените, да проговориме малку повеќе за како да се справиме, можеби полесно. Знаете како велат, нема утеха за некои нешта и некои трагедии кои што не погодуваат, меѓутоа вие како психолози сте овде за да малку полесно можеби се прифатат работите токму онакви какви што сте. Јас да не должам многу во најавата, како да се справиме и да се носиме со еден ваков шок кој што не затекна буквално во неделата наутро. Најпрво, добар ден, ви благодарам повторно на поканата што сум повторно дел од вашата емисија. Навистина беше голем шок, како што кажавте, неверување дека нешто всушност се случило, нешто кое што не можеш да го очекуваш. Првичниот шок по ваква трагедија, како да се справиме, нели како што ги спомнавте, првично е негирање, неверување, се појавува стравот, збунетоста, што се случува, како се случува. Едноставно се карактеризира ова се карактеризира со почетни интензивни емоции, физички реакции, значи не само емоционално, туку може да биде пропратено со гадење, со повраќање, освен од тие ствари. И едноставно може да има трајни последици, сепак се работи за акутна траума, бидејќи се случува сега, одеднаш, ненадејно, меѓутоа доколку не се запази, може да помине во хронична траума, каде што ќе има и tekako последици и врз менталното, и врз физичкото здравје, меѓутоа тука и когнитивното, тука и бихевиоралното. Не сум бихевиоралниот дел, каде што веќе ќе почнеме да приметуваме и дека имаме друго однесување, друго гледиште врз работите, затоа што кога еден шок, кога доживуваме шок, кога доживуваме траума, поминуваме низ одредена траума, најчесто е погодена делот од мозокот кој што каде што не се сместени емоциите, тоа е амигдалата. И најчесто сите тие емоции кои што стануваат заробени внатре во нас, не ги решаваме, доведуваат до многу посериозни последици. Така, овие денови сме свесни и гледаме, очигледно е дека секој на различен начин ги одразува емоциите, негативните емоции, оние емоции. Знаете како да се испреплетени емоцијата на гнев, на лути, на бес кон системот, кон корупцијата и сето она што претходело на оваа трагедија. Па имаме колективна тага, секој на различен начин како да се носи со овие емоции, но што кога колективната тага и лутина и бес ќе не совладаат, како полесно да се носиме со нив? За жал нормално е. Никој не остана рамнодушен. Никој не остана рамнодушен и сосема е нормална реакција да реагираме со лутината и со бесот. Бидејќи на тој начин јас сум тажна, меѓутоа на таа тага дозволам да излезе во друга форма. Најдобро е сепак свесноста да се вклучи, меѓутоа да бидам свесна во каква ситуација, да бидам свесна кои емоции мене ми ги предизвикуваш, да си дозволам да ги почувствувам тие емоции, имам дозвола, си давам дозвола, да, лута сум, да, гневна сум, меѓутоа и да бидам свесна до каде имам јас контрола врз тоа. Сепак, најдобро е да се поразговара со пријател, со семејството и да се побара стручна помош доколку навистина имам проблем како да ги изменаџирам сите тие чувства и емоции кои што во моментов мене едноставно
преголема тага, едноставно немам капацитет за да се справам со неј за во овој момент. Човечки е да поразговараш, да побараш, затоа што во тој момент сакаме да бидеме ислушани, затоа и се јавува таа луте небес. Јас не сум ислушан, затоа создавам нешто повеќе, создавам побурна реакција за да бидам слушнат, за да бидам виден, за да бидам прифатен. Бидејќи ова е нешто што не можеш да го очекуваш на крај памет, не знаеш дека дали ќе се случи или не, меѓутоа не ти ни паѓа на памет дека може вакво нешто. Дека може до тој степен да се случи една таква трагедија. Во тој момент, значи дозволуваме да поминеме низ тие емоции. Од Комората на психолози со околу 500 лиценцирани психолози, излегувавте со психолози на терен, со бесплатни телефонски линии до психолозите за оние семејства кои што има и загинати и повредени. Дали вие можеби бевте на терен некаде, овде во Скопје или можеби во Кочани, и како функционираат бесплатните телефони? Дали веќе почнаа да се јавуваат луѓето? И клучното прашање, што им е најпотребно на тие луѓе сега, бидејќи нема утеха за таквите загуби? Им треба ли класична психотерапија, ми е прашањето, или им е потребно сепак само едно рамо за плачење до нив? Во овој момент најпрвично, значи, даваме прва психолошка помош. Што подразбира тоа? Прва психолошка помош е алатка каде што настапуваме во првите моменти на доживување на траума и пробуваме, односно правиме дебрифинг за да можеме да се спречат понатамошните потрајни последици. Значи во таков момент психолозите се тука за да сослушаат, за да заедно со пациентите да го прифатиме на еден начин тоа што се случило делумно, да разговараме за тоа што се случило. Точно имаше, значи, многу луѓе на располагање кои што ги отворија своите телефони и ги дадоа јавно. Навистина сум горда што сум психолог, можам да кажам во еден ваков момент каде што навистина се гледа нашата хумана страна. За жал на фамилиите се уште им е потребно време за да го isprocesираат сето ова е процес, ова не можеме преку ноќ едноставно да поминеме преку ова, меѓутоа сме тука за да бидеме со нив, тука сме за нив. Не е како рамо за плачење во никој случај. И тоа, меѓутоа, од друга страна, знаат дека не се сами. Имаат еден вид поддршка. Нема да бидат осудувани за тоа што ќе го кажат. Ќе бидат разбрани. Едноставно сочувство во целата таа нивна болка. Не дека не сочувствува цела нација со семејството. Да има човек до нив. Ете така. Од друга страна, поголем одзив, барем кај мене, имаше од пријатели, од роднини. Значи, првичните семејства се уште немаат побарано, барам кај мене. Не знам за другите колешки, меѓутоа барам кај мене се оние на кои пријатели му се починати, значи на кои роднини од втори, трети братучи и така натаму, каде што навистина и тие поминуваат низ тешко. Значи само до тоа што знаеш дека некој што си го познавал повеќе не е тука, макар и да си го видел или си направил со него муабет 2-3 пати, навистина им е потребно на тие лица. Затоа што кој да има потреба, слободно отворени се линиите, може слободно да ги најдат броевите телефонски на официјалната страна на Комора на психолози. Црвен крст е тука исто каде што има отворена бесплатна психолошка поддршка, советувам секој кој што има потреба да ги искористи тие. Така. 59 жртви заедно со возачот на итната медицинска помош, 60 жртви однесе трагичниот пожар во Кочани, од кој што за жал скоро сите деца, јас ги кажам така, без разлика што имаше и полнолетни деца меѓу нив. Како да им се објасни на децата една ваква трагедија и една ваква траума? Помалите деца, пошто да бидеме реални, денеска сите слушаат, сите гледаат. Не можеш тотално да ги изолираш ни помалите, ни тинеџерите. Тинеџерите малце постресно го имаат прифатено овој настан, бидејќи они веќе нели се во фаза каде што разбираат, во фаза на излегување, дел од тие ги познавале, малце со страф ја прифаќаат целата оваа ситуација. Кај нив одиме малку со поотворен разговор. Објаснуваме како се случило, како дошло, зборуваме со нив, ги оставаме да се искажат. Едноставно на тој начин пробуваме да
им објасниме, меѓутоа и тие да се објаснат како се чувствуваат со целата оваа ситуација. Со нив одиме со отворен разговор. Додека со помалите деца, пробуваме да објасниме со малку поедноставни, даваме поедноставни, пократки, јасни одговори, дека едноставно ништо и да помина, што и да слушнале, тука сме за нив, можеме да објасниме, меѓутоа едноставно има некои работи кои што, ете, за жал, немаме контрола врз нив и само сме тука за да, пошто верувајте ми, помалите исто чувствуваат, прашуваат, но можеби многу повеќе. И сега различно реагираме. Некои од нив ќе кажат директно, ќе прашаат се, зборам и за децава и за тинеџерите. Други од нив ќе се повлечат и едноставно во шок ќе остават тоа да помине. Пошто имаме луѓе кои што реагираат сега во овој момент кога сите сме во колективна тага, ќе реагираат и со лутина, ќе изреагираат некако. И дали било тоа лутина без гнев или пак страв, некако ќе изреагираат, меѓутоа од друга страна имаше луѓе кои што доаѓаат и велат па добро, се случило и окей. Не дека не сочувствува, туку едноставно се уште фазата на шок кај нив трае, може да трае до 6 месеци. Да, дали можеби овие семејства кои што се директно засегнати, кои што изгубија најмногу од трагедијата, се уште во таа фаза на шок, па се уште не чувствуваат толкова потреба од психолог? Индивидуално е. Важно е нив да ги оставиме да го поминат процесот на тагување. Секој го поминува индивидуално тој процес. Нема никаков си шаблон или Никаде пак да прочитав, кажеш. тука не треба да даваме утешителни зборови во смисла ќути можело и полошо или ќе биде подобро, мислам Ќе помине, времето лечи се, значи такви. Не може времето не може да излечи загуба на дете. Битно е да ги оставиме луѓето да истагуваат, убаво кажавте. И доколку сакаат да споделат, да кажат, сакаат, ќе зборуваат, после некој време ќе сакаат да зборуваат, ќе имаат потреба. А што со оние дечиња кои што стана повредени, го преживеа пожарот и се повредени во болниците, колку нив им е достапна психолошката помош и поддршка сега? Имаат тимови кои што работат со нив. Знам дека од клиниката на психијатрија почнаа да работат, сега не знам до каде се, што се искрено. Дел од нашите психолози исто продолжија со дечиња што се исто на лекување, имаат потреба, имаат побарувачка, тоа навистина сум изненадана и пријатно изненадена навистина за нивната целосна свест низ кој што поминуваат и дека имаат потреба. Тие сакаат да зборуваат. Се уште фаза на советување на психотерапија не е, туку едноставно изслушување. Учиме како да ги почувствуваме емоциите, на кој начин да ги прифатиме. Значи пак се чекори низ кои што треба подетално. Конекцијата со другите исто е важна. Што дури сметам дека после одреден период добро, затоа што може да се јави чувство на вина за тие што се преживеа, ништо многу е. Ќе биде деликатно, нели треба да се носат со сето тоа дека они преживеале дел од нивните другарчиња, пријатели, така натаму. Не се работи на тоа. Ете така, можеби некој бил иницијатор за да отидат, па ќе се окривува. Важно е да се продолжи да се работи, дури барем мое мислење да се направат некакви си групи, не некакви туку групи за поддршка, каде што ќе бидеме тука за нив, ќе работиме дали тоа ќе биде преку креатива, зборам дали ќе биде преку театар, музика, глума, сликање, само зборување, значи преку различни техники каде што ќе можеме да направиме канал за сите оние чувства и емоции кои што отпосле ќе се појават. И сите оние прашања кои што отпосле ќе се појават, пошто ќе се појават одредени прашања после некое време. И сето она, значи, не само психички, туку дел од нив ќе имаат и физички последици со кои што ќе треба да живеат остатокот од животот. Дефинитивно после една ваква трагедија секој од нас знае и говори дека нема ништо да биде веќе исто. Колку оваа трагедија ја разбуди емпатијата во нас. Еве свесни сме периодов излегоа многу луѓе кои што донира, многу луѓе кои што понудија смештај на семејствата на повредените, на страданите. Знаеме ли да бидеме емпатични во вакви тешки времиња? Знаеме да бидеме емпатични, македонскиот народ е доста емпатичен народ, значи не само во тешки времиња, туку и овака, значи. И ќе не освестили ова што не се случи, за жал, може? За жал, да.
За жал, да, меѓутоа искрено да бидам, оваа трагедија можеби само повеќе ја истакна емпатијата, која што ја даваме секојдневно кон другите. Можеме да приметиме дека секојдневно се собира донации, секојдневно се собира и покрај трагедијава, се собира и се вмрежува и нудеа помош. Сега едноставно се покажа дека малце појавно стана тоа, целото тоа. Така. И малку како во секој од нас да се подразбудија некои инстинкти кои што сме си ги носеле со себе. Меѓутоа, оваа трагедија извади од луѓето и некои други особини, некои пробуваа да злоупотребат донации, имаше разни коментари на социјалните мрежи, па што барале тие девојчиња мајки кои што излегле, не знам, во 3 часот да се журкаат. Секој на различен начин, меѓутоа, што советувате еве како психолог, како стручно лице, нели е подобро да се премолчи ако нема што да се паметува на социјалните мрежи, еве конкретно за таму? Секој има право на свое мислење, меѓутоа за жал треба да бидеме свесни кога и на кому треба да го дадеме тоа мислење, дали всушност нашето мислење кое ќе го искажеме ќе има некаква си придобивка од сето тоа, дали некако ќе му наштети или пак некому ќе му биде како совет. Навистина понекогаш премногу си земаме за дозвола, да даваме мислење каде што не сме повикани, и сепак ќе кажам, мислењето е во ред да го дадеш, меѓутоа барем малку емпатичност и соочувство, вете тука да се види таа емпатичност, дека што и да се случило, тоа не е твое. Значи, едноставно, некои работи не се во ред да се искоментираат толку јавно. Така и сите би можеле да бидеме на другата страна и на другото место. Како да се изолираме од трагичните вести, како да го ограничиме времето поминато таму и дали е добро тоа за нашето ментално здравје? Еве секојдневно се соочуваме со конкретно еве трагедијата, меѓутоа и сето она кое што се случува секојдневно во државава. За жал не се случуваат многу убави работи. Како да го заштитиме нашето ментално здравје? Дали можеби да го ограничиме просторот и времето поминати обкружувајќи се со таквите информации на вести, на социјални медиуми, социјални мрежи, колку е потребно тоа за нашето ментално здравје? Дефинитивно. Значи, границата си ја ставаме ние. Не е себично, пошто баш ме праша една клиентка, дали тоа не е себично, јас ако не сакам да знам за другите што се случува или... Не е себично, бидејќи за толку многу краток период ни се случат толку многу работи. Значи да пуштиме вести секојдневно има, вчера мислам дека само имаше 4-5 трагични немили настани. Што не можеш да останеш имун колку и да сакаш да бидеш имун. Одредувам дека ќе слушам само едни вести, одредувам дека ќе гледам, ќе проверам Facebook или други социјални мрежи, пример, саат-два во денот, меѓутоа за мој или пак тотално ќе се изолирам, тоа е моје право. Не е себично ако не сакам да знам што понатаму се случува. Меѓутоа можеш да излезеш на протест ако сакаш или така натаму, право. Така. Колку ваквата колективна тага влие можеби на кревкото здравје кај некои поединци, кревкото психичко здравје кај некои поединци, па ете нешто што општо се случило, лично да си го сватат за себе, па да се јават еве кај вас како психолог. Колку колективната тага влие врз она индивидуално психичко здравје? Да, секако влија. Затоа што рачунете имаме секакви луѓе, секакви со секакво нарушено психичко здравје. Например, зборам од типот на веќе во овој момент сите сме, да бидеме реални. Меѓутоа, некои луѓе кои што се примаат медикаменти, навистина може да им влие многу по-турбулентно за разлика од другите. Дури понекогаш кога ги слушам вестите и кога ги читам и насловите, кога ги читам не се баш многу пријатни да ги слушнеш и да ги прочиташ, точно дека тоа е реалноста, не велам не. Меѓутоа, од друга страна, и како знае многу да влие на целокупното наше ментално здравје, со кое што, верувајте ми,
повеќето и се бориме и се борат за да го држиме во наше секојдневие. И сега некоја ваква случка која ќе ни се случи као колективна траума, знаете како да не ми бутне. беше и прашањето. Постои ли нормална реакција на шок, на првичен шок и загуба и кога веќе работите, гледаме дека се излезени од контрола и ни е потребно итно да побараме стручна помош? Секој човек реагира индивидуално. Најчесто прво почнува со повеќето со негација. Не. Као не се случува тоа. Дори понекогаш и јас знам така да влезам во негација. Кога ќе слушнам нешто конкретно за настанов, читам сабеле у 5 сат, викам некоја онака вест за да се види. Значи негација. Нема шанси ова да се случило, нешто такво е. Кога го отворив после во 8 часот, всушност видов дека и тогаш морав. Се соочив дека нешто се случило, така и повеќето луѓе. Значи се соочуваме дека нешто се случило, меѓутоа за да дојде до тоа соочување, едноставно влегуваме. Повеќето реагираме со негација, а имаш и такви поединци кои едноставно го прифаќаат тешко име, не дека не да не се разбереме, меѓутоа го прифаќаат како еден вид на природен процес. Различно реагираме, многу луѓе сме. Така, па и од тука зависи кога и ќе побараме стручната помош. Како ние како лајци, односно оние кои не се стручни лица, не се психолози, од страната на пријатели, другари, познаници, како ние да ја дадеме првата психолошка подршка и помош на директно засегнатите, оние кои што изгубија најмногу во трагедијата? Пред се да бидеме тука за нив, во тишина. Не мора дури ништо да се зборува доколку не сака другата страна да зборува, едноставно да почувствува дека има друго човечко лице до него. Тука е конекцијата, добро би било да бидат во обкружување на пријатели, на останатите пријатели, роднини, значи барем одреден период да не се почувствуваат осамени, да бидат сами оставени. Кога ќе почнат да зборат, да се слушаат, да не поставаме многу прашања, ти што правиш, а ти каде беше и така натаму, тука едноставно она што сака да збори, да се остави да збори, бидејќи навистина имат потреба и доколку, како што кажав, да не зборат, тоа е сосема окей. Ги следиме потребите на другата страна. Дори можеме да ги поканиме да излезат, едноставно да го почитуваме нивниот процес на тагување, дека се повлечени, да им дадеме доволно простор, едноставно да ги потврдиме нивните емоции со кои што се чувствуваат без разлика, кои дури да кажат јас не чувствувам вина што ти довме или таа, може да се појават секакви изјави и тоа е во ред. Затоа што едноставно во тој момент така реагира и тоа е тоа. Имаше апел до медиумите, конкретно да не се пренесуваат тие случувања, погребите кои што се случија во четвртокот. Како го оценувате мешањето, јас ќе кажам, во најинтимните, најприватните делови на луѓето од страна на сите оние кои што сака можеби и да пренесат, некои можеби за гледаност плюс, за лайк плюс од лице место таму на церемонијата на погребите? Од страна и на психолог и на човек, мислам дека во ред беше да се остави тоа, да биде малце поприватно и да се простат луѓето од сите тие загуби кои што ги доживеа, без разлика ги познаваа, не ги познаваа директно засегнати и така натаму, бидејќи сепак е навистина тежок период и процес низ кој што треба да поминат сите. Од друга страна, медиумите, да не се разбереме погрешно, во ред што известуваат, ама навистина тој простор на приватност, барем мој став е да се испочитува. Испочитува и заштити. Цветанка, имаме ли некои општи совети, можеби препораки за колективната тага, за она чувство на неизвестност и страв кој што владе можеби во секој од нас периодов, конкретно
како да треба да се враќаме повторно во некоја нова нормала. Се чувствувам, еве лично од себе, ќе тргнам како во времето после короната, како да не знаеш како се продолжува понатаму, ќе ни биде ли тешко да продолжиме после една ваква трагедија? Ќе ни биде тешко, ќе ни биде потребно време за да го поминеме сето ова, меѓутоа најважно и трпеливост најверојатно пред се. Меѓутоа важно е да не се затвараме толкова сега. Ограничување на Да, тоа ќе бидат и препораките кои ќе го патиме еве и кон сите оние кои ќе го погледнат ова интервју. Не затварање во себе си, споделување со другите, и да нема некој во моментот вас кога ви е потребно за да поразговарате, излезете надвор, нека ве фати воздух, ограничете ги информациите кои што доаѓаат од било кој медиум, значи дали телевизија, дали социјални мрежи, така натаму. Грижите се за себе, значи од типот на добро спиење, добра хидрација, затоа што сепак тоа се случило и сега меѓутоа ние понатаму продолжуваме да живееме, тука сме за да го чуваме споменот за нив. Едноставно тоа е еден вид наша мисија, тие живееле, биле меѓу нас. И нашо е да продолжиме да се заќаваме на нив, на сите тие, така да едноставно. Меѓутоа и да не заборавиме, како што рековте, дека навистина животот на еден малку потежок и потрпелив начин ќе мора да продолжи повторно напред. При самиот крај јас сакам уште еднаш да повториме, имаме достапни психолози на терен, имаме достапни бесплатни телефонски линии и ајде од ваша страна ќе го повториме сето она, како може да се дојде до, односно за кого е се наменета бесплатната психолошка помош и поддршка овој период? Наменета за секој на кој што има потреба, значи да се јави, да праша, да се едноставно да биде исклушан. Овие броеви се објавени, чинам од Овие броеви се објавени од Комората? На официјалната страна на Комора на психолози. Достапни се околу 100, мислам дека повеќе над 100 психолози се достапни. Броевите се јавни, може да закажат и онлайн сесии, можат и во живо. Значи отворени сме за било каква поддршка, тука сме за да дадеме помош. Слободно може да не контактира секој некој што чувствува потреба дека има. Така, вие кажавте, изразивте и благодарност за сите ваши колеги кои што се директно, непосредно или посредно вклучени во целиот процес на пружање поддршка и помош овие денови. Колку излега солидарни психолозите овој период конкретно, еве, од оние 500 лиценцирани психолози од Комората на психолози на Македонија? Пак ќе спомнам уште еднаш, навистина сум горда што сум психолог и што толку многу психолози не се ибични да дадоа својата помош и за толку кратко време само што се објави имаше толку многу голем одзив на психолози кои што беа волни да помогнат. Така. Значи без разлика дали дури имаш и колеги кои што не се лиценцирани, кои што се во процес на лиценцирање така натаму, тука е Комората да ги поддржи сите нив. Ви благодарам што еве во вакви едни тешки времења кога имате навистина малку повеќе работа од вообичаеното секако во овој период, одвоивте дел од вашето време, бевте дел од своја страна, се надевам дека ќе им дојде добро овој разговор и овие совети кои што ги упативме можеби токму од овде од ова интервју на сите оние кои што ќе го погледнат, верувам дека секој од нас е денес засегнат и секој е трогнат од ова што ни се случи. При самиот крај јас да не заборавам, овде имаме еден подарок за вас, вредносен ваучер од 500 динари од нашите пријатели Smart Service. Професионален сервис за продажба и поправка на мобилни телефони во трговскиот центар во Лисиче, ќе можете да се го искористите. Ваучерот, Цветанка, ви благодарам уште еднаш што еве секогаш сте тука достапна, како и за оние на кои што сте најпотребна, така и за нас медиумите да дадеме нели совети и препораки за како полесно и како понатаму. Ќе се видиме ние повторно, но се надевам овој пат за подобри, посветли теми. Ви благодарам на поканата и
Така е, почитувани гледачи. Ви благодарам и вам за вниманието. При самиот крај јас сакам уште еднаш од овде, од студиото на Телевизија Сонце, од моје лично име, од емисијата од своја страна и секако од Телевизија Сонце да изразам најдлабоко сочувство до сите оние кои што загубија некого во трагичната несреќа, во трагичниот пожар кој што се случи на 16 март во Кочани, трагедија која што не го потресе само Кочани, туку ја потресе целата држава. Вечен нека има споменот на сите оние кои што прерано го загубија својот живот, а на повредените им посакуваме секако полесно и побрзо оздравување. Се надевам дека оваа емисија, овој разговор со психолог Цветанка Бурзевска ќе ни дојде добро на сите нам кои што овој период сме потресени со едно чувство на неизвестност и страф и дека малку побрзо и полесно ќе успееме да се вратиме во една нова нормала и да го продолжиме животот понатаму. Се гледаме наредната седмица.